Почитувани, најнапред дозволете од мое лично име и во името на ВМРО ДПМН уште еднаш да изразиме огромно жалење и сочувство за трагичната несреќа во која го загубија животот 45 патници од Македонија. Сосема свесно, цели 3 дена, додека траја прогласените денови на жалост, ни излегувавме со оценки во јавноста, со цел истите да не бидат сватени како внесување на политика во целиот овој процес. Ние ќе продолжиме и така да се однесуваме, но воедно нема да премолчиме за очигледните пропусти, недоречености и барањето на одговорност за страшната несреќа. Вистината е дека трагичната несреќа, меѓу другото, е последица и на немањето на функционален систем за превенција на вакви несреќи, корумпираноста на истиот и злоупотребите кои се прават со знаење на челните луѓе на одговорните министерства. Доколку не се излечат поуки од една страшна несреќа, како што беше, на пример, несреќата во Ласкарци, каде 16 луѓе го загубија животот, се случува уште една друга несреќа, како што е горењето на модуларната болница во Тетово, каде животот го загубија 14 други наши сограѓани. Немањето на функционален систем не доведе до уште една трагична несреќа во Бугарија со нови 45 жртви. Доста се губат животи поради неспособноста и корумпираноста на власта. Овие 3 дена сме сведоци на префрлањето на одговорност од МВР на Инспекторатот за транспорт воден од Руфат Хусеини, кој доаѓа од Зајас, па тој инспекторат до Царина, за да на крај одговорност да спадне на некаков службеник од Царина, што значи дека и овој пат одговорност нема да има. Автобусот не бил регистриран во регистарот за возила за превоз, што отвара сомнеш за начинот на кој што е помината државната граница. Секоја несреќа или криминал во државата, владата дозволува да заврши со одговорност на некој службеник. Затоа, денес предлагаме владата и институциите да превземат вонредни мерки. Чекањето нема да ги реши проблемите, ниту префрлањето на одговорност на институциите. Затоа предлагаме вонреден технички преглед на сите патнички автобуси и средства за јавен транспорт на патници на трошок на државата. Да се провери во какви услови ни се превезуваат луѓето. По 2. Вонредна контрола на станиците за технички преглед, и тоа во поглед на условите и начинот на работа. По 3. Истрага за тоа како поминал автобусот на граница без да е впишан во регистарот на автобуси. Неприфатливо е префрлањето на одговорност Царина, полиција, инспекторат. Потоа, јавно објавување на регистарот на автобуси и негов најнов апдейт. Во иднина, сите автобуси постари од 8 години, наместо 2 задолжителни технички прегледи годишно, да имаат најмалку 3, а автобусите постари од 12 години да имаат 4. И на крај, преседаните пишуваат правила во нашата држава. Каде е моралната одговорност на министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски? Зошто овие луѓе не понудија оставки од морални причини? Очигледно, не само Филипче е сообразѓон, туку целата влада е таква. Најмалку нешто што може да го направат е оставки на Спасовски и Бочварски од морални причини. Ви благодарам.